Храна со една цена на рафтовите, а друга на каса. Ова е најчестиот проблем со кој се соочуваат граѓаните периодов и истиот го пријавуваат до Организацијата на потрошувачи во Охрид. Тука доминираат и онлайн измамите. Се нарачува еден производ, а пристигнува друг. Интернет измамите се се почести. Се жалат на тоа дека наоѓаат на едни цени на рафт, други на каса, има некои забуни. Некогаш на реакција од граѓани до менаџерот има поправка на лице место, некогаш нема, се ова на производи без потполна декларација. Апелираме да не купуваат граѓаните преку овие непроверени страни, него да купуваат со страни кои што имаат кај што се регистрирани, кај што се официјални, кај што се има назив кој е продавачот, телефон за контакт, можност за комуникација со продавницата. Охриѓани велат дека цените на дел од продуктите се намалени, но незначително, бидејќи прехраната е се уште прескапа. После празничните изгор цени, повоочливо е поевтинувањето на зеленчукот и овошјето деновиве. Сте биле некогаш измамени за некој производ? Редовно во однос на цените. Едно се прокламира цена која е истакната, а се наплаќа по друга. Не се намали. Да. Скоро исти вр така мислам сега. Не осеќаме намалување на цените. Исти се како што беа покачени на времето кога ги покачија. Од Организацијата на потрошувачи апелираат граѓаните редовно да ги пријавуваат до нив онлайн измамите и другите ситуации со кои ќе се сретнат при секојдневното пазарување, да ги алармираат и другите надлежни институции, се со цел да се стопира сивата трговија.